Важноста на менталното здравје или менталната благосостојба, при тоа исто така важноста од зачувување, но и одржување на добро ментално здравје. Блиската поврзаност или зависноста и на менталното и на физичкото здравје, колку е важно да бидат во еден целосен баланс, ќе позборуваме во продолжение, но исто така, како што споменавме, акцентот го ставаме на тоа како да се подобрат условите и да се овозможи еден достоинствен живот за лицата во нашата држава или во нашата земја, кои што пак имаат проблеми со менталното здравје. Повеќе за ова ќе зборуваме во продолжение и тука ќе ги споменеме и сите активности кои што се во склоп на целта која што има асоциацијата Мисла. А од асоциацијата Мисла денеска во утринската програма на Тилма ни доаѓа Димитар Илчев. Димитар, добро утро за вас и ви посакувам пријатно утро и добро дојдовте во нашата програма. Добро утро, ви благодарам на поканата. Како што ме представивте, јас сум Димитар Илчев во Сдруженијето за ментално здравје асоциација Мисла. Наша цел е да придонесеме кон социјална инклузија, кон унапредување на правата на лицата со нарушено ментално здравје и воопшто да придонесеме кон подобрување на менталното здравје на целата популација. Добро е тоа кое што го правите, особено во време во кое што какво што живееме и кое што сме обкружени од голем број фактори кои имаат влијание врз нашето ментално здравје. Секоја личност индивидуално наоѓа свој начин или метод како би го зачувале своето ментално здравје и би одржувале таа добра ментална благосостојба, но за жал во животот постојат и периоди или причини кои што доведуваат до нарушување или пореметување на менталното здравје. Јас би сакала да почнеме од почеток ние, за тоа што представува менталното здравје или менталната благосостојба, како еден вовед, а потоа ќе продолжиме кон вашата работа на асоциацијата Мисла. Така и самите добро кажавте, тука вистинскиот збор е благосостојба. Значи, ментално здравје не значи само она школски отсуство на ментална болест, туку е многу повеќе од тоа. Тоа подразбира емотивна, психичка и социјална благосостојба на поединецот, што значи тој или таа да може да чувствува правилно, да може да размислува правилно и да може да одржува врски со околината и со другите луѓе на еден исправен и позитивен начин. Исто така, под ментално здравје се подразбира и функционалност на индивидуата, што значи таа да може да функционира правилно во рамките на семејството, на професионален план, но и во поширока смисла како граѓанин и во рамките на целото општество. Сега кај причините за менталните болести, тие и самите кажавте, но можат да бидат надворешни и можат да бидат и внатрешни, односно стекнати. Што се однесува до овие надворешните, денешното време и начинот и стилот на живот не се поволни, има многу стрес, темпото на живот е многу брзо, има многу обврски, а нели и ова што се случува последните 2 години со пандемијата е еден дополнителен товар за сите. Така, без добро физичко здравје не постои добро ментално здравје и обратно. Без добро ментално здравје потешко веројатно ќе биде и физичкото здравје, односно ќе има одредени симптоми или компликации. Важна е оваа зависност на менталното и физичкото здравје и нивната поврзаност, како и тоа дека зачувувањето на физичкото и на менталното здравје е особено важно да се разбира за нашето постоење. Може ли збор два за токму таа поврзаност на физичкото и менталното здравје или преку примери за тоа кога едно од тоа е нарушено? Има една стара поговорка која што вели во здраво тело здрав дух. И тоа и баш така, значи луѓето кои што страдаат од посериозни физички болести, а особено доколку тие траат подолго, значи се хронични, тие често пати страдаат од депресија, имаат потреба да посетуваат терапевти за да можат да се одржат на едно здраво ниво, бидејќи самата болест ги влече надолу. А и обратно, луѓето кои што се под стрес, да речеме, нив често пати им е нарушен имунитетот и се посклони кон инфективни заболувања. Дури некои студии кажуваат дека стресот е еден од
е еден од причинителите ова и за ракот и за малигните заболувања. Исто така депресијата од друга страна ја намалува физичката активност на луѓето, затоа што луѓето кои што имаат клиничка депресија немаат волја да се движат, да спортуваат и да водат здрав живот, што индиректно го нарушува и нивното физичко здравје. Да. Ќе позборуваме малку и за појавата на анксиозноста и депресијата во овој период во кој што се наоѓаме и во кој трае веќе 2 години, конкретно мислам нели се разбира на пандемијата, за тоа како таа влие врз нарушување на менталното здравје, а загрижени за нашето физичко здравје. Но јас би сакала тука кратко да пуштиме едно видео кое што го имате на вашиот YouTube канал и е во склоп на проектот, дел од проектите, односно е од И јас имам предизвик. Ќе го погледнеме видеото, а потоа и во контекст на видеото ќе продолжиме со разговорот на денешната тема. Јас имам предизвик со денови да не излезам од дома и да се социализирам со моите врсници. Јас имам предизвик да не зборувам сама со себе и да превземам акција да го решам тоа. И јас имам предизвик, кога од врвот на еуфоријата, кога се ми изгледа достижно, ќе го допрам дното и ќе доживам големо разочарување. Јас имам предизвик да престанам да го споредувам својот физички изглед со познатите модели од писанијата и да престанам да бидам задоволна од себе си. Јас имам предизвик да контролирам мојот гнев и мојата негативна енергија. И јас имам предизвик да не ја губам енергијата и желбата за живот, да не потклекнам под влијание на црните мисли кои ми го окупираат умот. И јас имам предизвик. Покажи со прст кон другите само ако ти никогаш не си имал предизвик. Само заедно можеме да ги набојаме секојдневните предизвици. И едно видео кое што го имате подготвено вие, односно асоциацијата Мисла, се разбира со поддршка, ќе кажете во продолжение и во склоп на вашата работа која дава поддршката и соработката, но видео кое пак носи напорака за тоа каков е предизвикот со кој што се соочуваат оние лица кои што можеби имаат некој проблем со своето ментално здравје, но и предизвик во денешно време да се зачува менталното здравје. Ова ви е дел од вашиот проект, дел од проектите на кои што работите, така? Да, ова е дел од еден наш поранешен проект кој што беше финансиран од СДЦ од Швајцарија. И целта на ова видео е ова на која се прикажат овие луѓе, нашите корисници, дека се исти како и сите луѓе и дека се соочуваат со предизвици, дека не постои некоја одредена граница, затоа што и менталните болести се болести како и сите други. Мора да бидеме свесни за тоа. И не постои човек во ова кој што во текот на својот живот никогаш не бил анксиозен, никогаш не бил вознемирен или не. Се е само до степенот и до траењето на таквата состојба. И некој дел од овој проект беше да се намали стигмата и предрасудите, затоа што лицата со нарушено ментално здравје често пати се стигматизирани, исклучени се од општеството, другите луѓе не сакаат да да контактираат со нив, ги избегнуваат, им се подсмеваат, понекогаш дури ги малтретираат и така натаму. Оно на кое што вие го ставате акцентот во вашата работа или кажавме дел од целта која што ја има за своето постоење и функционирање асоциацијата Мисла е токму и она акција која што правите за поддршка на лицата со ментално здравје, ние со нарушено ментално здравје. Ние споменавме дека се трудите да се допринесе или се поправат барем условите на кои што на таквите лица кај нас ќе им се овозможи еден достоинствен живот. И сега тука ќе го споменам проектот за акцијата за поддршка на овие лица, но и што се опфаќа истиот. Добро, тоа беше нашиот последен поголем проект, така да кажеме. Накратко, во рамките на проектот имавме две панел дискусии. Првата беше за влијанието на пандемијата врз менталното здравје, а втората беше за ресоциализација, рехабилитација и реинтеграција на луѓето со нарушено ментално здравје.
Исто така како дел од проектот одржав на 18 онако сесии на една група за самопомош која што ние имаме. А ова беа групни сесии за психотерапија водени од професионален гешталт психотерапевт и на нив нели како клиенти учествуваа нашите крајни корисници. А исто така дел од тој проект е списанието кое што го држите во раце. Ова беше прв пилот број на списанието, а исто така и истражувањето и публикацијата. И конечно имавме и цела лепеза на комуникацијски активности. Делевме летоци, сега заради ситуацијата ги делевме во електронска форма, не како претходните години. Имавме објави на Facebook. Имавме некои промоција на видеото кое што кое што пред малку го прикажавте. Да. Го споменавте списанието за унапредување на менталното здравје, чиј број е излезен прв во јули оваа година. Ќе одиме нели со ред, следно на ред беше токму списанието кое што еве може да го забележиме како изгледа. Јас успеав да го пролистам и навистина внатре има содржини кои што вреди да се прочитаат и цела оваа содржина или информираноста и едуцираноста која што треба да ја имаме сите ние во контекст на тоа што значи менталното здравје и што да правиме и на кој начин да си го подобриме доколку почувствуваме дека нешто не е во ред или пак да се обратиме за помош. Градот и менталното здравје како една содржина, јавното ментално здравје, значење и важност, влијание на психотерапијата врз менталното здравје, обсесивни мисли и компулсии, да изградиме подобро општество за лицата кои страдаат од ментални нарушувања и неколку интервјуа со стручни лица, дел од оваа содржина. Како се работи на списанието и што е она што треба за континуирано негово постоење или издавање? Значи за списанието е потребно да се има тим кој што ќе го уредува, да имаме луѓе кои што ќе пишуваат статии, да има интересни содржини кои што ќе можеме да ги пренесеме. Значи во списанието има и рубрика актуелно во кое што се објавува за тековни настани кои што се случуваат во светот. А исто така ова списание значи е наменето за поширока публика, е од популарен карактер. Не ни беше намерата ова да биде еден вид, не знам, на лекарски гласник или така нешто, туку да биде наменето за пошироката публика. Исто така ова списание во електронска форма може да се најде на вебсајтот на нашата организација. Значи тоа е www.misla.org.mk, а го имаме во поголем број примероци на хартија, некој доколку сака може да не контактира да си земе примерок. Значи списанието е бесплатно и планираме да остане и понатаму бесплатно, а нели тоа бидејќи е потребно да се финансира, ние бараме спонзори и донатори за негово издавање. Така. Јас ќе издвојам само она што го има на задната страна, односно на последната корица, низ неколку слики како изгледа депресијата. Ева, ако може нашата камера тоа да го забележи. Депресијата е тивок убиец, ти ја зема целата среќа, те оттуѓува од семејството, пријателите, прави да се изгубиш себе си, никој не е имун на оваа ужасна болест. Не дозволувајте да страдате сами. Доколку чувствувате промена на расположението, кое што трае подолго време, веднаш разговарате со некој близок или побарете психолошка поддршка. За тие пак што веќе подолго време страдате од оваа состојба, продолжете да се борите. Вие сте посилни отколку што можете да замислите. Нема ништо посилно од тоа да се борите со сопствениот ум секој ден, и тоа е навистина тешка состојба. Ги споменавме и анксиозноста, па и депресијата, која што за жал ја има многу често, особено и во овој цел период или во услови во какви што живееме со сите оние карантини низ кои што поминавме и со рестриктивните мерки со кои што се соочуваме. Помалку или повеќе тоа влијае на нас, но кога ќе побараме помош и кога можеби ќе слушнеме нечие мислење на стручно лице, на лице во кое што ние имаме доверба, можеби работите ќе почнат да се променуваат. Вие споменавте групи за самопомош. Како е контактот со тие групи за оние кои што можеби сакаат да стапат во контакт? Вака, значи тие се наменети за членовите и за крајните корисници на нашата организација. Секој слободно може да се приклучи на групата, значи тие се од отворен карактер.
И во рамките на тие групи организираме групни сесии за психотерапија и консултации, постојано контактираме со тие луѓе, се обидуваме да им помогнеме, да ги упатиме да ги упатиме кај психијатар или да им помогнеме да обезбедат соодветна терапија со лекови и така натаму. Значи тие како што самото име кажува, тие се групи во кои што самите едни со други си помагаме. Но принципот е тој. Успеав да разгледам вашата Facebook страна на асоциацијата Мисла и како и вашата веб страна на она кој што може да се забележи на Facebook страната со оние постови кои што ги имат, има доста позитивни коментари. Следбениците кои што ги пратат содржините кои што ги постирате, ви честитаат за работата, но и за идејата за да се формира една ваква асоциација која што пак ќе говори за одржување на менталното здравје, но и пак како што рековме да се бори за правата или пак за достоинствениот живот на оние кои што имаат нарушено ментално здравје. Веројатно тоа ве импонира како асоциација и ве мотивира дополнително да ја работите вашата работа и да ја исполнувате целта која што ви е зацртана. Секако дека ова не е мотивација, ние како организација сме еден вид на grassroots организација, сега да не употребувам стружи термини, значи ние сме организација која што потекнува од самата заедница и најпрво сме започнале како неформална група. Во групата уште од самиот почеток имало корисници и пациенти и сме започнале без никаква поддршка од надвор. И постепено се обидуваме, значи од долу, од самото дно, да растеме и да се надградуваме со текот на времето. Не е лесно, можем слободно да ви го кажам тоа, одзема многу време и исто така работиме со група и со некои луѓе со кои што е тешко да се работи, но сепак имаме мотивација, се надеваме дека ќе придонесеме за доброто на тие луѓе и за доброто на идните генерации, за целото општество. Зошто? Затоа што луѓето кои што имаат ваков тип на нарушувања, најчесто живеат на маргините на општеството, не се вработени, живеат во сиромаштија или се издржувани од членовите на нивното семејство. Ако се работи со нив, ако им се помогне на тие луѓе, тие можат да станат продуктивни членови на заедницата, да основаат свое семејство, да работат, наместо да земаат пари од државата во вид на социјална помош, а и на туѓа нега, може тие да видат да придонесуваат државата да има корист од неа. Значи, јас барем лично мислам дека ние ова што го работиме од општо добро. И тоа е главниот мотиватор. Така е. Ја одбравме оваа тема за одржување, за чување на менталното здравје, бидејќи се ближиме кон крајот на една година, не сме непосредно пред почетокот на нова година, во која што влегуваме со нова енергија, со нови сили, но и со нова визија можеби за сопствениот живот. И ако сме поминале повеќе предизвици за сопственото ментално здравје, веројатно знаеме како подобро, подсврсто и посамоуверено да продолжиме напред. Димитар, би сакала да кажем една завршна порака на нашиот разговор, но и порака со која што би ја дочекале новата 2022 година, се однесува на доброто ментално здравје. Важи, значи најпрви на вашите гледачи однапред, 10 дена однапред ќе им честитам новата година и ќе им посакам убаво да си поминат за новогодишните и за божитните празници. И да внимаваат на својата добро состојба и на своето ментално здравје. Сега за ова нема единствен рецепт кој што би важел за сите. Мој совет е да го прават она што ги исполнува, што им причинува задоволство, да избегнуваат конфликти, малку да намалат со темпото на живот и да направат избор во животот, да направат еден вид на приоритизација, да си одлучат самите кои работи во животот им се важни и да се посветат пред се на тие работи. Да не се расплинуваат и да се обидат да постигнат се, затоа што никој не може се да постигне во живот. Да. Доколку сакаме да постигнеме многу работи на многу полиња во исто време, тогаш веројатно нема да бидеме успешни ниту на едно, и тоа е познато од многу лични искуства. И јас се придружувам кон вашата порака да со повеќе задоволство во душата и смирен ум да влеземе во новата година и да го чуваме како физичкото, така и менталното здравје. Ви благодарам, Димитар, за вашето гостување. Ви посакувам успешна работа и исполнување на целите на кои што работи асоциацијата Мисла. Јас ти благодарам, Јована.